Во јавноста кај нас, а и во Бугарија, деновиве кружат дезинформации за наводно уништување на бугарски воени гробишта, за да се изгради автопат кај Кавадарци. Дезинформацијата дека две бугарски воени гробишта се уништени во 2018 и 2019 година е првично објавена на Радио Благоевград, како изјава на Виктор Стојанов, председател на Фондацијата Македонија. Откако беше демантирана од нашето Министерство за надворешни работи и екипата на БНТ објави дека таму има два споменика, а нивни извори дадоа изјави дека никогаш не виделе бугарски воени гробишта на местото. На 16 октомври, порталот Пресинг ТВ пренесе Facebook статус на Стојанов дека Република Северна Македонија излажа дека немало воени гробишта на трасата на магистралата. Но на 19 октомври, експерт на Министерството за одбрана на Бугарија укажа на БНТ дека уништување на гробишта немало во 2018 и 2019 година, туку во 30-тите години на минатиот век. Тоа го потенцира и бугарски дневник во насловот «Бугарските воени гробишта во Северна Македонија се покажа дека се уништени пред десетлетија». Во текстот на дневник се разоткрива целата хронологија на дезинформации за наводно уништените бугарски воени гробишта и споменици близу Кавадарци. Дневник во статијата заклучува: денови откако председателот Румен Радев им даде поттик на тврдењата за бугарските воени гробишта кај Кавадарци, уништени за изградба на автопат, Министерството за одбрана практично објасни дека тие не постојат од 1930-тите години и на нивно место има споменици кои се недопрени. Вакви дезинформации често и лесно ги минуваат границите и влијаат на односите помеѓу двете држави во момент кога меѓу нив се водат преговори и создаваат врева од невистини, недоверба, па и омраза меѓу нивните граѓани. Но и во овој случај се работи за многу врева за ништо, како во насловот на популарната комедија на Вилијам Шекспир. А која создава таа врева? Политичари и медиуми кои, наместо да ги информираат граѓаните, ги дезинформираат и манипулираат со вакви објави.